Добро, после 30 години бевме сведоци на најкорумпираните и најнедемократските избори кои што некогаш се организирани во суверена и независна македонска држава. Овие избори кои што завршија на 15 јули уште еднашка покажа и докажа дека оваа влада, предводена од ова раководство на СДСМ, начело со Зоран Заев, ниту знае, ниту пак има намера да организира фер и демократски парламентарни избори. Ова се избори каде што граѓаните од свој джеб ќе платат еднакво 1 милиарда евра. Толку чинеше подкупот кој што го спроведе владата предводена од СДСМ, во случајов техничкиот претседател на владата, тоа е господинот Оливер Спасовски. Точно 1 милиарда евра ќе ги чини граѓаните подкупот кој што го спроведе оваа влада. И ќе ве подсетам, овие 1 милиарда евра беа средства кои што државата, владата ги позајми со двојна цел. Првата цел беше справување со коронавирусот и втората цел беше справување со економската криза која што тогаш беше на повидок. И за да тоа се случи, од страна на претседателот на државата, господинот Стево Пендаровски, беше прогласена вонредна состојба. Но што добивме? Добивме нов долг од 1 милиарда евра за само едно тромесечие. Секое македонско семејство е задолжено за 2000 евра, а на сметка на тоа, кога ќе се спореди денеска ситуацијата со коронавирусот и онаа пред воведувањето на вонредната состојба, ќе се согласите сите, но и ќе се согласи македонската јавност дека работите ни одат во погрешен правец, односно таа е многу полоша отколку пред воведувањето на вонредната состојба. За економијата ќе зборувам малку подолу. Понатаму, спротивно на сите меѓународни препораки, се менуваше изборниот законник, ќе ве подсетам, на владина седница, одржана на 22 јуни, ден кога истекуваше вонредната состојба, се промени изборниот законник во 5 до 12, кога на ВМРО ДПМН, како најголема опозициона партија, му беше оневозможено, согласно закон, презентирање во медиумите еднакво, какво што тоа го има владеачките партии во случајот СДСМ и Демократската унија за интеграција, или да тоа го пренесам со бројки, ќе кажам дека ВМРО ДПМН во тој момент можеше да се презентира максимум 3 минути во час, а додека пак останатите политички партии кои што беа дел од владата, како СДСМ и ДУИ, можеа и до 6 минути во секој час. Под тука, ако го погледате последниот извештај кој што го даде Агенцијата за електронски комуникации, односно господинот Трајчевски, ќе видите дека практично времетраењето на презентирањето на СДСМ е повеќе од 129 часа, презентирањето на Демократската унија за интеграција е некаде околу 119 часа, а ВМРО ДПМН 72 часа. Што значи дека спротивно на сите меѓународни препораки се менуваше изборниот закон и се злоупотребуваше грубо вонредната состојба која што во тој момент ја донесе господинот Стево Пендаровски со една цел, а тоа е како да им се помогне на граѓаните во справување со предизвиците како резултат на економската криза. И за тоа можам да кажам дека вина споделува и самиот претседател. Инаку, организацијата на овие избори беше со една цел, ако се сеќавате, а тоа е да имаме ефикасни институции, но на кое што го добивме веднаш по завршувањето на тие избори на 15 јули е годишен колективен одмор од страна на Социјалдемократскиот сојуз, предводен од господин Зоран Заев, кој што еве конечно денеска на 4 август е прекинат. Така што изминативе би рекол повеќе од 20 дена имавме можност да разговараме, да преговараме, да договараме владино мнозинство, парламентарно мнозинство, но господата од СДСМ, предводени од Зоран Заев, одлучија наместо ефикасни институции да се посветат на одмор. Но настрана од кажаното, кое што го слушнавме на пресконференцијата од страна на господинот Зоран Заев, јас би сакал да кажам дека ВМРО ДПМН изминатиот период, но и во периодот кој што следи, се фокусира
на преговори за формирање на ново парламентарно мнозинство, што ќе значи и нова влада која што ќе биде фокусирана на справување со вистинските проблеми, оние проблеми кои што навистина живо значат за нашите сограѓани, а тоа е пред се пандемијата предизвикана од COVID-19 вирусот, која што гледаме дека кога цела Европа практично излегуваше од оваа пандемија, ние тоневме се подлабоко и еве веќе неколку месеци, започнувајќи од оној март па се до сега август месец, ние никако да излеземе. Бројот на новозаразени е веќе троцифрен, а бројот на луѓе кои што го загубија својот живот ја помина границата од 500, а бројот на заразените повеќе од 11.000. Пред се, исто така, покрај справувањето со последиците од COVID-19 вирусот, тука би сакал да споменам и справување со економската криза, која што е на повидок, односно економската криза, која што во суштина веќе ја чувствуваме сите ние како граѓани, сите оние кои што изминативе месеци примаат минимална плата, сите оние кои што не добиваат плата, но и сите оние кои што стравуваат за сопствената иднина кога станува збор за економската состојба во државата. Затоа ВМРО-ДПМН во изминатиот период, но и во периодот кој што е позади нас, ќе биде силно фокусирано во формирање на ново парламентарно мнозинство, што ќе поддржи влада која што ќе предводи ВМРО-ДПМН, влада која што вистински ќе се справи со предизвиците кои што ги споменав, а не влада која што ќе фингира справување и од предизвиците ќе создава уште поголеми предизвици само за да може одговорноста да ја префрли на друг. Но што и да се случи во преговорите кои што ќе ги води ВМРО-ДПМН и кои што ги водеше во деновите кои што се пред нас, пратениците на ВМРО-ДПМН кои што ќе бидат дел од овој парламентарен состав ќе бидат фокусирани исклучиво во предлози кои што ќе значат вистинска борба против криминалот и корупцијата, нешто што представува исклучителен предизвик за сите политичари, бидејќи на овие избори граѓаните силно збореа и силно говореа дека довербата во политичките елити како никогаш досега во овие 30 години независност е на најниско ниво. Затоа мора подитно да покажеме и да докажеме на дела вистински како да се справиме со криминалот и корупцијата, која што навистина зема сериозни размери во нашето македонско општество. За економијата зборував, резултатите кои што денеска практично ги продуцира оваа влада, која што е во заминување, се нов долг јавен од 1 милиарда евра, наближивме до 60% критериум дефиниран според Мастрихт, задолженост, што значи дека практично ние во овој момент не би можеле да бидеме дел од Европската монетарна унија. Индустријското производство бележи двоцифрен пад и во месец јуни, кога практично сите ограничувања не беа веќе во сила, гледаме дека индустријското производство е во паѓање од 15%, очекувам дека двоцифрен ќе биде падот и на бруто домашниот производ. Се уште гледам се споменува онаа бројка од 3,8% раст на бруто домашниот производ од последниот квартал во минатата година, но некако се заборава дека во првиот квартал од оваа година растот е, или би рекол стагнацијата еднаква на нула, кога голем број европски држави бележеа по 3, по 4, по 5% раст. Сега очекувам во вториот квартал да биде тој пат и двоцифрен. Бројот на лица кои што работат во индустријата е помал за повеќе од 5% овој јуни споредено со јуни 2019 година. Сето ова, кое што денеска го зборувам, представува вистински предизвик и за сето ова ние зборувавме и за време на кампањата, но истовремено ќе зборуваме гласно во новата влада, која што се надеваме ќе ја формира ВМРО-ДПМН и веднаш со робустни интензивни мерки ќе се справиме со овие предизвици кои што навистина ги мачат нашите сограѓани. Исклучително се важни како понатаму ќе се развива оваа наша држава. Не помалку е важен предизвикот во образованието, бидејќи македонските ученици и овој 1 септември на помалку од месец дена од денеска се уште немаат јасна визија и јасна стратегија како ќе продолжат понатаму да го обавуваат образовниот процес. Кога зборуваме за реформите, зборуваме за реформи кои што ќе значат справување со криминалот и корупцијата во Македонија, реформи што ќе значат вистинска економија, која што ќе се темели на стабилен раст и превенција од ова денеска која што е погрешна политика на задолжување и погрешна политика на опаѓање на бруто домашниот производ и индустријското производство, реформи кои што ќе значат
вистински квалитетен образовен систем, здравствен систем, зборуваме за влада која што на вистински пат ќе ја изнесе Македонија, ќе ги изнесе граѓаните на Македонија, а не влада која што изминатиот период од повеќе од 3,5 години имаше можност да покаже во услови кога светската и европската економија бележа рекордни стапки на раст, кај нас за жал ние се задоволувавме со просечното. Така што еве да завршам, она кое што очекувам во деновите кои што се пред нас, ВМРО ДПМН да се обиде да убеди парламентарно мнозинство кое што во иднина ќе поддржи на ваква вистинска реформска влада која што на брза трака ќе однесе Македонија пред рамноправно членство во Европската унија. Ви благодарам. Кој имате прашање, повелете, стојам на располагање. Јас сум зборувал на оваа тема изминативе денови, за мене политиката не е пазар и тоа е погрешното што се случуваше во изминатиот парламентарен состав, туку е филозофија. А за да некој пратеник или некој граѓанин поддржи определена политичка опција, треба да има определена точка која што ќе го поврзе со програмата која што ја нуди таа политичка опција. Врз основа на разговорите, но и врз основа на луѓето во кои што верувам, бескрајно верувам, а кои што се дел од овој парламентарен состав и се дел од пратеничката група на коалицијата за обнова на Македонија, не верувам дека постои таков кој што ќе ја поддржи програмата која што ќе ја понуди господинот Заев и СДСМ, а која што би била идна програма за работа на идна влада која што би ја предводел господинот Заев и СДСМ. Но сето она кое што денеска се темели на некои реминисценции од минати искуства, мислам дека нема да биде апликативно и мислам дека искуствата од претходниот парламентарен состав никако не може да бидат применети во овој парламентарен состав. Но истовремено не би бил сигурен кога би бил на местото на нашиот политички противник во сопствените редови, во сопствената коалиција, бидејќи можеби таму пак ќе има пратеници кои што ќе ја поддржат реформската програма која што ја нуди ВМРО ДПМН. Така што да оставиме еве времето да покаже кој ќе го формира парламентарното мнозинство. Инаку да, на оние пратеници на кои што им се пристапени мистериозни личности кои што се повикуваат на името на раководството на СДСМ, придоа, ги кажаа и со згрозување ги одбија и јас со згрозување одбивам да коментирам ваков тип на пазар. Затоа што на тој начин само ги демотивираме и ги деморализираме нашите сограѓани на следните избори, кои што на година ден од денеска ќе бидат локални, да излезат и да го дадат својот глас. Затоа, ја сакам и верувам, како политичар, во политичка мудрост, политичка програма и политичка филозофија, а не на пазар, како што тоа се случуваше во изминатиот парламентарен состав. Да, во периодов кој што следува ќе ги зачестиме следбите со представниците на политичките партии кои што се дел од овој парламентарен состав. Јас тука не би ги издвоил само представниците на албанските политички партии, бидејќи и во коалицијата на господин Зоран Заев има политички партии кои што можеби ќе ја препознаат реформската програма на ВМРО ДПМН и ќе ја поддржат. Па во интерес на преговорите, во овој момент би се задржал само на ова што два пати го повторив. Молам? Предпоставувам господинот Тачи своеволно ќе одлучи која програма ќе поддржи во периодот кој што следи, ќе има состаноци на оваа тема. Се надевам дека
на тие состаноци вистинска одлука ќе донесе господинот Мендух Тачи, но за одлуката би требало можеби повеќе и со него да поразговарате, дали ќе подржи една или друга политичка програма, ќе остане во опозиција, сепак тоа е негова лична одлука. Па јас не би бил сигурен во тоа што би бил господинот Зоран Заев сигурен, а тоа се покажа во изминативе месеци дека не е баш така како што тоа го кажува господинот Зоран Заев. Но да, јас се согласувам дека се потребни 4 години стабилна влада која што ќе биде реформски ориентирана, влада во која што ќе нема луѓе позади кои што има бројни коруптивни афери, луѓе кои што во минатото гледавме како посегнуваат недвојбено по мито, по корупција, луѓе кои што се аболирани за сторен криминал и така натаму. Да, се согласувам со господинот Зоран Заев еве во една работа дека е потребна една таква влада во која што ќе партиципираат луѓе кои што нема да бидат обременети со криминал и афери од минатото нивно политичко делување. Туку вистинска 4-годишна реформска влада која што ќе ги спроведе сите оние реформи кои што се неопходни, пред се како приоритет да бидат реформите во судството, што ќе значат борба со криминалот и корупцијата, реформите во здравствениот систем, затоа што знаете, ние потрошивме 1 милиарда евра со изговорот дека ќе се бориме со ковид пандемијата и ќе ги санираме последиците од економската криза. Кај нас ковид пандемијата наместо предвидените 2000, за 5,5 пати е поголема до денес бројката и надфрли 11.000, имаме веќе 500 луѓе кои што го загубија својот живот, во економијата бележиме двоцифрени стапки на опаѓање, во образованието буквално никаква стратегија, така што вистинското прашање е кој ќе понесе одговорност за оваа 1 милиарда евра потрошени пари на граѓаните. Затоа што ние денеска ги задолживме граѓаните за 2000 евра секое семејство, за 120.000 денари. Да не зборувам за поскапувањето на цената на електричната енергија, но за тоа во деновите кои што следат. Така што да, се согласувам, потребна е вистинска реформска влада, која што има јасен план и визија како да се справи со овие предизвици, а не влада која што ќе остане обременета во криминал и корупција и ќе прави реминисценција на некои минати времења, влада која што ќе понуди програма и филозофија, а не влада која што ќе се занимава со пазар. Не, немавме координација. Координација има координаторите на пратеничките групи и тоа беа координаторите од претходниот состав на собранието, колку што сум информиран. Навистина, кога човек е прилично сигурен, не треба да биде и толку нервозен и на тој начин да ги портретира медиумите. Јас сум бил сведок на негово портретирање во минатото на еден новинар кој што го нарече со еден друг збор на еден медиум кој што го нарече провладин. Еве денеска првпат слушнав дека имало и медиуми кои што практично уредувачката политика ја крирале во зградата на една политичка партија. Згрозен сум од тој начин на обраќање кон медиумите и еве јас во мое име, бидејќи не слушнав од негова страна доблест и не видов доблест да се извини, јас во негово име и од името на сите тие кои што се обраќаат кон медиумите, чувствувам должност да се извинам за таквото недолично однесување на еден политичар кој што пледира утре да ја води владата. Ако немате, ви благодарам.